Последни вести денеска, добро вечер. Пронајдени се 350.000 евра содзидани во дом на родители на судеа од Апелацискиот суд Скопје, осомничен за противправно стекнување и прикривање имот. Информираше јавното обвинителство, посочувајќи дека се работи за една од најопсежните истраги поради сомненија за висока корупција во државава. Подкрепена со информации и известувања од Агенцијата за национална безбедност. Оттаму велат дека истрагата била иницирана откако на 14 декември бил осомничен адвокат поради сомненија за кривично дело примање награда за противзаконито влијание, а се преземале действија што резултирале со проширување на постапката и кон судија од Апелацискиот суд во Скопје. Брз основа на наредба што јавниот обвинител ја побара и обезбеди од надлежниот суд, беше извршен детален претрес на локација во Неготино, во домот на родителите на сега осомничениот судија, каде што содзидани во простор во зидот биле пронајдени 350.000 евра, за кои што постои сомнение дека биле незаконски стекнати и прикриени, се вели во соопштението. Неофицијално станува збор за судијата Ѓоко Ристов, а предметот се поврзува со минатомесечното апсење на адвокатот и поранешен државен правобранител Фехми Стафа. Во владата се одржал состанок посветен на реформската агенда, на кој што присуствувале повеќе министри заедно со премиерот Христијан Мицкоски. На состанокот се разговараше за тековните приоритети, предизвици и следните чекори за унапредување на реформските процеси, стои во објавата на премиерот на Facebook страницата. Мицкоски наведе дека биле разменети мислења и предлози со цел поефикасна имплементација и подобра координација меѓу сите вклучени страни. Претходно во изјава за медиумите, премиерот наведе дека целта е прво да ја завршиме домашната задача поврзана со реформската агенда, а потоа останува на Унијата дали ќе продолжи да го билатерализира нашиот процес на пристапување. Македонскиот евроинтегративен пат е неминовно поврзан со волјата на 27 земји членки. Една од нив е и Бугарија. Ние знаете дека имаме со нив проблем, но ние имаме цел да си ја завршиме домашната задача, да се подготвиме, сите оние отворени прашања поврзани со реформската агенда да ги завршиме, сите оние реформи кои што сме ги предвиделе да ги затвориме, и откако сето тоа ќе го направиме, тогаш оставаме на 27 земји членки да одлучат дали ќе го билатерализираат овој процес или ќе биде базиран на критериуми кои што ги имале сите земји кои што му пристапиле на овој сојуз, односно на Европската унија. Од утре до 23 јануари во Давос ќе се одржи 56-тиот годишен состанок на Светскиот економски форум под слоганот Духот на диалогот. Се очекува настанот да ги собере светските лидери од политиката, бизнисот, граѓанското општество и академската заедница, со цел преку диалог да се одговори на клучните глобални предизвици и да се утврдат приоритетите за следниот период. Во Алпското одморалиште оваа година ќе има речиси 400 високи политички функционери, вклучувајќи околу 65 шефови на држави и влади, како и 850 извршни директори и председатели на водечки светски компании. Македонија ќе биде представувана од премиерот Мицкоски, а од коалицијата Вреди најавија и дека на настанот ќе биде присутен и вице-премиерот Беким Сали. Доколку не се постигне договор со Европската унија за надминување на проблемот со воведување на новиот систем за влез и излез во земјите од Шенген зоната, со што и се ограничува престојот на транспортерите од Западен Балкан, на 26 јануари транспортерите од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора ќе ги блокираат граничните премини. Од Македонската асоциација Макам Транс велат ова е проблем за кој што одамна алармираат и бараат решение. Според председателката на асоциацијата Билјана Муратовска, над 200 фирми од земјава ќе блокираат 8 гранични премини, но уверува дека со ова нема да се загрози превозот на патниците, туку само транспортот. Сега сакаме да им покажеме со оваа блокада што би се случило
ако не се преземат навреме мерки, затоа што сите репроматеријали, секоја трговска стока, све тоа се превезува преку патниот сообраќај. Не можеме тоа да го надополниме ни со авиони, ни со бродови, ни со железница. Бараме на некој начин да се регулира нашето работење, не со забрани, него да ни дозвола слободно движење. Ако престанеме ние да работиме, продавниците ќе ни бидат празни. Уште еден починат од компликации од грип. Од клиниката за инфективни болести велат дека 69-годишниот пациент бил донесен во тешка општа состојба со коморбидитети. Оттаму додаваат и дека бројот на пациентите кои се жалат на вируси и сезонски грип е зголемен во земјава. И апелира при првите симптоми да се посети лекар за соодветна терапија. Детали има Јорданчо Цветановски. 69-годишен пациент е втората жртва од грип на инфективната клиника. Пациентот пред 5 дена бил донесен во тешка здравствена состојба со масивна бронхопневмонија и акутен респираторен дистрес синдром. Директорот на клиниката за инфективни болести Фадил Цана истакна дека лицето било веднаш поставено на механичка вентилација поради лошата состојба и не бил вакциниран против грип, иако бил во ризичната група на граѓани. Веднаш беше пристапено навремено од страна на медицинскиот тим во оделот за интензивна нега, но покрај сите превземени мерки пациентот за жал почина. Кај него симптомите биле 5 дена пред прием во болницата. Треба да се напомене тоа дека пациентот бил со доста коморбидитети, хронична обструктивна белодробна болест, кардиомиопатија и други болести. Цана соопшти дека во моментов на клиниката се хоспитализирани околу 30 повозрастни пациенти со грип, најчесто лица со сериозни респираторни компликации. Бројката се движи тука некаде меѓу 25 и 30 пациенти, од кои неколку од нив се со кислородна поддршка, само еден е на механичка вентилација, што може да се смета дека е потежок. Дневните прегледи се уште се движат во бројката 100-115 за 24 часа прегледи, од кои повеќемина нормално се амбулантски случаи. Претходно минатата недела на Универзитетската клиника за инфективни болести во Скопје почина 75-годишна пациентка со грип. Здравствените власти во изминатиот период во повеќе наврати апелираа до граѓаните, особено ризичните групи, на време да се јават кај матичен лекар при појава на симптоми, да избегнуваат близок контакт со заболени и да ја разгледаат вакцинацијата како ефикасна превентивна мерка. Тоа беше се во вечерното издание. Пријатно.